Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во уште едно издание на утринската емисија Нов ден, а јас сум вашата водителка Маја Скелиевска. Надвор имаме убаво, сончево време, а ние тука имаме една интересна тема и се надевам дека денеска имаме еден интересен и убав разговор со моите денешни гости. Пред да ги најавам, би сакала да проследите еден прилог. Кумановски акцијаши од 24 јули до 7 август ќе учествуваат на работна акција во Краљево, Србија. Поради тоа, од понеделник започнуваат со формирање на младинска работна бригада, која ќе замине на акцијата. Кумановски акцијаши ги повикуваат сите млади и граѓани на Куманово, кои сакаат да земат учество на ова акција, да се пријават најдоцна до 10 јули во просториите на Кумановски акцијаши во населба Бедиње секој ден од 18 до 19 часот. Целта е да се расчистат терените и да се помогне на луѓето кои беа зафатени од поплавите во Краљево од март 2016. Се направиме една стратегија да поведеме повеќе млади, али ќе треба и да имаме луѓе кои ќе работат, бидејќи Краљево не повикува да му помогнеме од поплавата која била во март 2016. И сега доаѓа момент да ора Краљево организира меѓународна омладинска работна бригада во која земаат учество Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и може би уште некој не знам, не сум информиран и затоа ги известувам сите ветерани, а поготово млади да не се плашат, ќе отидеме, ќе имаме припреми, две припреми ќе имаме сега до 10 до 15 таму, на 24 да заминеме, да се запознаат со активности на акцијаското живење. Тоа е плод и соработка меѓу старите бивши акцијаши. Покрај Србија и Македонија на акцијата во Краљево ќе учествуваат и представници од Словенија и Босна и Херцеговина. За сите учесници обезбедено сместување, храна, облека и превоз. Од прилогот што го проследивте пред малку, веројатно свативте дека се работи за нашите кумановски акцијаши, односно за мултиетничкото здружение и невладината организација Кумановски акцијаши. Ред е да ги представам моите денешни гости. Господин Звонко Величковски, господине Звонко, добре ни дојдовте. Добре најдов и благодарам на поканата. Како сте? Супер, одлични. Секогаш сте супер кога сте кај нас, така ли? Не супер, одлични. Не за подобро, супер. Така, денес не сте сами. Затоа сум и супер. Дојдовте во една убава придружба, така да кажам. Бојковски Стефан. Да. Здраво, Стефи. Здраво. И Анастасија Ангелова. Здраво. Како сте? Добро. Како се чувствувате? Добро. Така. Тоа Вие се нашите волонтери. Така, нашите идни акцијаши. Акцијаши, секако. Така, секако. Па, имавме можност пред малку да проследиме, господине Звонко, еден прилог, така да се работи за една работна акција на која што кумановски акцијаши ќе присуствуваат, ќе земат учество во Краљево, Србија. Започнавте со формирање на младинска бригада која што ќе замине на акцијата. Кажете ни пред се каков е одзивот на младите? Одзивот до сега е многу добар. Можем да кажам презадоволен сум бидејќи да не се фалиме, ама бригадава треба да брои најмалку 20 бригадира. Повеќе и да сакаат не може да појдат бидејќи немаме финански средства. Од таа причина ќе мораме малце да се редуцираме. Одзивот е поголем од можности наши. На повик на Ора Краљево, акцијата се вика Ора ние фора Краљево 2016. Така. Многогодишната соработка меѓу бившиот командантот на Ора Краљево и нашиот председател Илјатив, нивните поранешни акцијашки бригади кога биле заедно, сега се воспоставува контакт и Краљево за несреќа имаше во март месец поплава. Така. Господин Лука Перовиќ се одлучи да оформи бригада од 100 бригадира, меѓу кои ги поканува сите колеги, пријатели, другари кои може да му помогнат за расчистување на теренот во Краљево. Таа организација, таа омладинска работна акција се вика Ора ние фора, Краљево 2016 и се учествуваат повеќе акцијаши од повеќе републики. Така. Меѓу кои од Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и Словенија. Така да тој замисли да има 100 бригадира на
едно место каде ќе бидат смесени и ќе бидат удостоени да ги представат своите републики и своите млади акцијаци, волонтери и ветерани. Така, трошоците за сместувањето ќе ви бидат покриени? Па трошоците за сместување и за престој таму ќе бидат покриени. Но ние, како постари акцијаци ветерани, знаеме дека за да се појде на акција со празни раце не се оди. Така. Ние мораме да бидеме спремни од Куманово. За да отидеме до Краљево ќе ни треба превоз. За среќа имаме превоз во општина Куманово, за жал немаме лиценца. Па ќе мораме да побараме од овие други превозници кои имаат лиценца и кои може да ни удостојат да не одвезат до Краљево, тоа е 260 км од Куманово, да не одведат на 24, а да не вратат на 7 или на 8 август 2016 година. Бидејќи Кумановскиот автобус нема право и нема лиценца да вози ван граница. Тоа е за локална самоуправа тука и тоа има добро седишта, 30 седишта, али ќе мораме да правиме од другите транспортери. Јоцутус, Оли Травел или Штус нема таква дозвола за такво возило, мислам, дозвола има, ама нема такво возило кое ни е потребно нам. Па ќе се потрудиме да се снајдеме. Така. Вие бевте поканети, значи, од една организација таму од Краљево, Србија, и веднаш одговоривте потврдно на поканата. Дали секогаш одговарате потврдно на и сметате дека сте спремни да помогнете кога е некаде потребен ваков вид на помош? Па, видите, ние во Куманово се одазваме на повеќе повици, усвари ние да апелираме да се појавиме, немаше потреба, не ангажира. Инаку, самите мештани граѓани, ако има потреба за нешто, поединци со писмена, во писмена форма ќе побарат за нас барање, се доставува до клубот на нашите удружени невладини организации Кумановска акцијаци во место звано месна заедница Бедиње, таму ни е клубот и седишта. Ние се дозиваме на тие акции, за среќа вашата куќа и вашите медиуми и целокупно во Куманово не пратат и имаат сознание. Имаме акција, пример, кај Октомврска револуција, на 3-та македонска ударна бригада, во основно училиште Толи Зодумис, возврат затоа што Толи Зодумис ни даде голем број на волонтери, млади дечиња, со менторите Наталија, и така ние се одлужуваме на оние што ни пружат помош. Така. Каква е моменталната состојба во Краљево? Какви информации имате за тоа? Што планирате? Како да почнете по сознанијата, бидејќи јас си бидам командант, ќе апелувам на бригада 20 бригадири, меѓу кои ќе поведеме 5 волонтера по возраст на моја возраст, ќе поведеме млади волонтери 5 од 14 години возраст и другите ќе бидат по возрасти волонтери од 14 до 20 години. Така ќе забереме една група која ќе може да даде максимум и да Куманово го представи во своето светло, како што и Куманово секогаш било. На тие солидарни акции или Кумановски акцијаци да бидат застапени и Краљево да биде удостоено од страна на Македонија како представници на македонско невладина организација, Македонска омладинска бригада, која на позив на Лука Перлич мора му помогнеме. Од тие немини наслед од тие поплави ќе биде расчистуван теренот. Каде ќе биде кажано, ние сме свим да помогнеме. Младите волонтери ќе учат од нас, повозрасти ќе работат, а ние сме тука да помогнеме што можеме. Ние како ветерани можеме да работиме и никогаш не сме казали не може. Ако се сака нешто и ако имаш некоја цел, а имаш и упорност, верувајте во животот успеваат оние што имаат цел и што се упорни. Така. За среќа, Кумановски акцијаци се тоа. Имаат некоја цел и се упорни. И ќе успееме. Хајде по-конкретно сега за тоа. Јас најавив на почеток, но кажете ни вие, што представува всушност вашето здружение и која е целта на вашето здружение? Невладина организација Кумановски акцијаци постои една година, од 2015 година, благодарение на Јусуф, кој се зафати со таа, да кажам, делатност, председател, и реши да направиме едно здружение невладина организација неполитизирана, благодарност до локалната самоуправа што прво и основно ни даде можност за да се некне прибереме, да направиме некој простор да имаме не наш, да го користиме, а тоа е месната заедница Бедиње или поточно зградата од месната заедница Бедиње, локалната самоуправа, на чело со градоначалникот и председателот на Совет ни дозволија
таму да се смесиме, таму да се регистрираме и таму да обстоиме. Замислете да го развиеме волонтеризмот во Куманово, прво и основно. Зашто? Децата млади да ги отргнеме малку од она зло, да не кажам, да ги тргнеме од кафичи, да ги тргнеме од оние компјутери секојдневно, да дојдат малку во природа. За среќа, таму имаме повеќе активности. Благодарност и до менторите кои се одазваа од повеќе училишта. Да не ги набројувам сега, Толи Зорнис, Киро Бурнас, Мајдалена Антева и идните кои ќе бидат вклучени. Колку члена бележи вашето сдружение? Не можам, секојдневно се зголемува бројот. Зашто? Значи интересот расте, тоа е логично. Интересот расте и иницијативата постои и таа е во бесконечност. Се буди свест, младите овие млади дечиња се карактеристичен пример за тоа. Да не го вадам списокот, ние имаме тука евидентирано и согласно со родители добиено да со тие деца волонтираат кај нас. А знаеме што е волонтерство. Да се работи нешто без пари. Так. Не се за пари. А кога се работи без пари, тука се стегнува искуство, нашето искуство го предасме на младите и тие натаму ќе го гаат тоа и ќе го продолжат. Ајде да ги прашаме малите што мислат за тоа. Стефан, ќе почнеме од тебе. Кажи ни ти колку време си како волонтер во ова здружение? Јас волонтер сум од месецот септември па се до денес. Така. Како дојде на идејата да се приклучиш во едно вакво здружение? Што те потикна? Ме потикна дружбата со други членови дечиња? Членови. Заеднички да се. Дали меѓу твоите другарчиња има уште некои кои што се во ова здружение вклучени? Да, и Така, значи имате едно прекрасно дружење и пред се целта, предпоставувам дека дека е интересно на некој начин да знаете дека некаде можете да помогнете каде што е потребно. И тоа е за секоја пофалба. Колку години имаш ти, Стефан? 11 години. Така, каде учиш? Во Магдалена Антова. Така, одлично. И сега да ја посветиме малку внимание и на Анастасија, истото прашање и за тебе. Колку години имаш? 12. Каде учиш? Во училиштето Магдалена Антова. Колку време си член во Кумановски акцијаш? Од месецот октомври 2015. Така, што те потекна таму да се вклучиш? Па да се развие волонтеризмот кај другите граѓани, дружењето со другите членови. Дали самите дојдовте на една ваква идеја да се вклучите во ова здружение или пак некој друг ве потикна да го направите тоа? Ментор. Со нашиот ментор Драган од Странското училиште Брелба не праша дали сакаме да се вклучиме во такво нешто. Да учествуваме и така. Што рекоа вашите родители кога им предложивте вакво нешто? Па тие не поддржаа. Да. Така, одлично. Сега би можеле, господине Звонко, да продолжиме ние со разговорот. Кажете ни, рековте веќе кој беше иницијаторот да се формира едно вакво здружение. Колку време постои здружението Кумановски акцијаши? Па видите, Кумановски акцијаши веќе една година постои и регистрирано, мислам, по статут. Простоите се одобрени пред, да не кажам, една година. Ние, тие простори беа руинирани. Со помош на донација, кои ни дадоа за право да ја користиме просторите, ја уредиме, бидејќи сме акцијаси, сами ќе ја направиме онака како ние мислиме и сакаме. Вашите камермани имаа доаѓано кај нас, имаа снимано, задната снимка, не знам дали ја имате, таму се изложени сите наши знамења и акцијашки денови од оние што ги поседува председателот Јусуф. А инаку ние има многу акцијаши ветерани кои ги имаат своите признанија и ги чуваат дома. Ние не сакаме да ги земеме, него сакам да кажам, таа просторија беше руинирана, ние ја уредиме, офарбаме, окречиме со помош на донација на одредени наши предпријатија кои дадоа и материјал, така, и токму тоа опрема. сакам да ве прашам, како се снаоѓате што се однесува до финансиските средства? Ние прво и основно побараме во писмена форма нешто што сакаме. Се обратиме до некои фирми кои ни требаше поликолор, ни дозволија фарба. Тоа е основното. Потоа направиме акција за од хумани разбери, ако имаш подри рака. Прибираме гардероба од по-богатите за по-сиромашните, не сиромашните, не по-економски слаби луѓе. Таа акција заврши во февруари. Потоа направиме акција за чистење на терен.
Бидејќи овој период пролетен е многу, не кажам, со дожд, со киса, тревата букна и ние се појавиме во Куманово, ако има потреба некаде да се помогне и на Јапа Чистоќа. Благодарност до предпријатието, бидејќи тоа не помогна во моменти кога сакаме да правиме акција, немаме алат. Тие ни го предоставуваат нивниот алат за викенд, сабот и недела и ние направиме 50 акции во Куманово за да се припремиме за оваа акција што следува во Како Кралево. најчесто ги презентирате вашите акции, освен тоа што медиумски се пропратени? Медиумски со Facebook, мислам, председател ги известува нашите членови, акција таму и таму, по можност волонтерите доаѓаат, ветераните кои се слободни, а се за викенд понекогаш ги комбинираме, по возраст и по луѓето, самите станари излегуваат на терен, така да Дали тоа... има некоја старосна граница, возраст, од до која година може да се вклучат? Од 9 до 99, мислам. Толку не е возраста. Имаше понапред акција од 7 до 77. За среќа јас кога бев и водев бригада во Ораниш, водев најмал бригадир 7 години. А од Босна имаше во Ораниш 87, а највозрастен 77. За среќа тој мој бригадир од 7 години сега е секретар во Основно училиште во Клечовце. Така да границите не се оделени во акцијаштвото. Сега ми се јавуваат и поединци вика и јас сум бил акцијаш, ти си наш ветеран, ти си наш член. Без обзир, ние не сакаме писмено да ми се изрази дали е член или не е. Ако изрази желба, еве сега, јасно ви кажувам, моите, јас бев командант во Ниш, ми се јавуваат председник на село Резано, се вика да дојдеш кај нас да направиме акција. Договорено. Соработка со Сдруженијето во Скопје на ниво Командно Скопје и Охрид направиме сојуз на акцијаци на Македонија. И регистрирано. Во секој случај истекнувате пријателства и во државата и надвор од државата, тоа е убаво. Акцијач, што значи да си човек од акција, ние сме од акција. На акцијата кај Треца Македонска поканиме еден господин од Крива Паланка, Зоран, дојде, не му достои. За среќа сега, за акција ора ние фора Кралје од 2016, од Паланка ми се јаваат две млади девојки до 20 години со факултет завршен новинарство, сакаме да одим на акција, одите и готово. Председателот Зоран, вие ќе видите некој руководство и здраво. Ова е едно искуство за нив. Тие прв пат ќе одат ван Куманово, мислам, на акција. Вика може и телефонски службите, еден ден треба да се видиме и на овие две пробни акции сега што ќе ги има, за да ги запознам како командант и трасерот мој Синиша кој не може денеска да дојде. Битните функции се тие командантот, трасерот и останите комисии кои ќе бидат оформени на самата акција. Колку пати неделно се состанувате? По потреба и по повик. Неделно немаме закажано. Јас сега зедов врска секој ден во клубот на местна заедница Перочича во седишто на нашата невладина организација да бидам присутен за да се исконтактираме и ако некој нема нешто јасно да дојде да се во очи разговориме. Бидејќи од млади волонтери не знаат да се дома изјаснат како, што, каде. Затоа ќе бидам дежурен, да не кажам, од 19 до 20 часот секој ден, до 10 беседувам, ја до 15 ќе бидам таму и телефонски да ги објаснам, ама друго е лично кога ќе се видиме. Заказам, например, овие од Паланка. Да дојдете еден ден, да се видиме во просторите, друго е кога ќе се видиме, а не да некого поведам на акција во ора ние фора Кралево, а прв пат и него ни познавам, мора се да познаеме. Исто имаме на нивно благодарение, од Скопје би се јавува човек вика сакат, дојдете да се видиме, се направиме пробни акции и ќе појдеме до Кралево. Стефан, Анастасија, дали вие досега бевте во можност да учествувате на некоја акција? Бевме во акција, неколку. Толи Золимис, доле населба Зеленит, беше... Да, бевме на акција во училиштето Толи Зордомис, исто така бевме на улица Трета Македонска. Како помина вашата прва акција? Дали се чувствувате подобро после тоа? Да. Го прекршивте ледот и сега во секој случај беше подобро. Дали што е она што ве потикнува и понатаму да продолжите да членувате во ова здружение? Другарството. Подружењето со другите. Контактите, другото.
Што мислите вие, господине Звонко? Што е она што ги потикнува и одржува? Не само младите, и нас старите. Ние направиме акција на 3-та македонска ударна бригада. Казваме дека ќе имаме акција во по-голем обем. Тие 3 стари згради ги знаеме, беа, да не казам, делно запуштени. Булеварот е добар, ЈПЦ тоа да го одржува, ама не е во можности со средства и со луѓе да го обслужи. И се договориме со ЈПЦ тоа да ги позајми, ние поканиме исто акцијаци од Скопје, ни дојдоа со 4-5 авта, донесоа млади и тука имаме направено едно дружење. Самите волонтери видоа. Тука што беше на терен работно, потоа отидеме во нашиот клуб со еден достоен ручек со едно гравце, со една измена контакт и видување на старите акцијаци. Ние завршиме многу голема работа. Децата се запознаа, ветераните ги доведоа своите деца како волонтери и ние се дружиме. Така го најдеме и Зоран дојде. Еве сега му прашува на Зоран од Паланка дека веќе има и поднадок. А ние сами тогаш рековме во пригодата, ако е Зоран во Паланка, ќе направиме и сдружение на палански акцијаши. Зошто? Ако имаме еден, уште тројца сме ние од Куманово во некој раководство и ете го сдружението. Невладина организација палански акцијаши нека Така, убаво е тоа да се слушне таа позитивна мисла која што ги води луѓето низ животот некако па и не им дава да стареат. Не, јас не можам да кажам дека сум стара. Јас сум само повозрасен. Инаку елен од волјата, работата, тоа го држи од човекот. Така. Со што се занимававте предходно, пред да Пред се да вклучите? бидам во ова невладина организација, како вработев во Јуктурис, инженер за заштита при работа, КТЗ, или лиценца за обезбедување имотеница, и на крај дојдов до локална самоуправа, бидејќи мојата фирма во стечај пропадна, останав на улица и сега сум моментално А што ве потикне и вас да се вклучите? Ги прашав децата, но ако можам сега да дадам нешто како некој максимум, нешто чувствувате? Не максимум, сакам да оставам после мене нешто. Така. А тоа е некоја акција повише. Така. Акцијата во Ниш ми е драга и се сеќам, таму воде 100 бригадира, не јас. Со помош на спонзорство тогаш беше фирма Кировтак, Чик, Козара. 3 фирми го спонзорира тој наш настан, да не кажам, и јас со 87 поведов не со 50 бригадири, бригада беше 100 бригадири поведов. Бидејќи тогаш мораше да се помогне на другите, да не кажам Словенска бригада ја дополни со 20 бригадира, Новосадската со 15, така да од Куманово одедов 100 бригадира и тие луѓе сега ме почитуваат и се видуваме и се сретнуваме, така да тоа се мои акцијачи тогаш биле помлади. Јас бев во Јуктурис, вработени имаше од Јуктурис, ФЗЦ, ЧИК, Кировтак, по 5, значи 20 радници вработени, на кои ни платата да идеше како да сме на работа, а ние бевме на акција. Така. За сега е друго време, ама не сакам да останам тука. Сакам да се прошири таа не носталгија. Просторите се простори. Сега. Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, па ете мала Југославија. Во Краљево ќе биде мала Југославија. Затоа ве поканувам и вие како куќа. Добре, еве сега има сознание дека од Крива Паланка акцијаш што ќе појде со нас е професионално завршен факултет за новинарство. И ќе имаме изостување од таму. А и вие како ТВ куќа ве поканувам да не посетите во Кралево. Ако не можете да обезбедите, ние ќе настоиме да ви обезбедиме превоз еднодневен викенд. Дојдете да видите на терен како работиме. Така, драго би не било доколку можеме да го пропратиме и овој настан, ќе видиме што можеме да направиме. Вие секогаш да пратите досега во Куманово. Така, секако. Ама зошто и на надвор од Куманово? Секако убаво би било и нашите гледачи би сакале да видат такво нешто. Еве нека додат, секој нека си го види своето дете, две авто нека подат, си видат своите деца како работат во Кралево. Да не мислат дека ги мачиме, тоа ќе биде волонтерска работа, како дома, така и таму. Рековте дека вршите упис на нови членови, дали да имате одреден временски период кога се вршат уписите или пак не, видите, тоа трае? Упис сега правиме за оваа бригада да ја оформиме, мораме да знаеме до 10-ти, за да имаме припреми. Треба да оштампаме мајици. Бригада се вика Ора Христијан Доровски Карпуш.
Куманово, да оставиме нова застава. Мислам дека имате тука нешто. Би можеле да покажеме, да задржите. Ова ќе биде логото на предната страна и затоа бараме и донација. Во колку некој сака да помоли со мајца, предната страна така, од другата страна може да се стави своето лого. Пример, како локална самоуправа, во колку помогне, ние ќе го ставиме знакот на општина Куманово, што и секој што Кој ги помагал. покрива трошоците за ова? Дали некој ги покрива? Па донација се знае. Ако донира до нас зиро сметка, ние тие средства наменски ги трошиме за потребите на акцијасите. Ако ни дадат храна, пиење, јадење, ние тоа ќе го понесеме со нас, нема да го десиме дома. Так. Во тоа е суштината. Так. Ние што ги паќе зарадено на акција, што приваме некои стари, али за не стари, вредни ствари кои не се за употреба, не ги употребуваат. Е тоа да кажеме, доколку во моментов некој од нашите гледачи кои што ја следи емисијава има нешто што смета дека е вредно сочувано и сака да го донира, како може да ви се обрати? На телефонот и на секретарот и на председателот во секој момент може да се јави, просторијата е отворена. Ние примаме таква, да не кажам, роба или такви алишта и сега ги дадоме на дел. Казав во една емисија, ги поделиме. И се уште имаме и се спремаме со председателот да заврши ова акција, волонтерите да ги натераме да ги соберат по класификација да ги предаме на Црвен крст. Зашто има некоја потреба. Така, секако. На Табановци имаме избегници. Тие дециња таму имаат потреба може и во зимска период и од летни и од зимска грдоба. Дали некогаш отидовте таму? Таму не сме отишли, не сме поканени бидејќи имаме информации, знаеме дека тука се грижи центарот за кризи, тука се грижи Црвениот крст и ние како Што мислите конкретно за таа состојба? за Табановци. Так. Мислам немила случка, ама мора и тука да се јас ги сожалувам тие луѓе без обзира од која националност вероисповест се не е добра на тој начин да се луѓето малтретираат, али за жал времето е такво. Во лошо време, на лошо место за нас е тука ќе стојат додека Европа не реши на друг начин. Жалосно е. Јас се ставам во улога на некој бегарец. Што да прави и кај да оди, ние напред, ние назад. Така. Многу тешко, жално за жал, но тоа е истината е таа. Ми може ли да направиме една кратка музичка пауза и брзо се враќаме во студиото? Sreća na ruba i poveda
bez tebe ja ne postojam. Večnosτα, niz mojte misli proteči, okovaj me vo pregati, skrati gi mojte nemiri, pokaži mi kaj ljubov ta, nareži sreća da ruva. Večnosta, niz mojte misli proteči, okovaj me vo pregati, skrati gi mojte nemiri, pokaži mi kaj ljubov ta, nareži sreća da ruva i poveduva. Драги гледачи, еве сме повторно назад во студиото и разговараме со нашите кумановски акцијаши. Господине Звонко, да продолжиме со разговорот. Неодамна пред еден известен временски период, мислам дека беше месец април некаде, имавте предавања од страна на координатор од Американската амбасада. На која тема беше предавањето? Видите, на покана наша дојде неудостоја одржава предавање во нашиот клуб за волонтерите на англиски начин, на англиски зборува, бидејќи нашите волонтери, за среќа, сите знаат. Менторите беа Драган и Александра од Киро Бурнес. Таа се обради на англиски, децата знаеа, поставаа прашања. Целта беше за школување од областта на образованието, како може, како нашите волонтери идни возрастни може да студираат на америкските факултети, така да таа им даде доста информации од аспект на школувањето. Многу беше убав, бидејќи таа се одучеви од масовноста, за среќа кај нас има волонтери од Киро Бурнес, од Тори Зорумис, од приватното училиште, од Магдалена Антева. Салата, да не кажам, беше претесна да ги прибере тие наши волонтери и кои беа заинтересирани. Има сознание и ние сработуваме на сите, да не кажам, области, теми за волонтери да ги запознаеме со. Имаме исто прием кај председавачот на Совет на локална самоуправа. Закажеме прием да ни удостои да децата од основно училиште знаат како функционира локалната самоуправа. И господинот председател на Совет на општина Куманово не прими, тие одржава предавање, што е улогата на локалната самоуправа и на крај викам, дај да разговараме. Дали верувате мали деца од основно училиште как ги прашање поставува на председателот? Так. Дали може, вика, јас како лице, поединец, да ја тужам општината? Без да го менторот припрема, мислам, тоа е суштината, идејата на дето. И вика, председателят, дај ми дневен ред да видам како, што зборувате, што работите. Заинтересиран за децата е многу. Тие се стварно интелигентни, баш мене ми е мило и драго што од Толи Зормес со Наталија разговарува, викам, да не си припремам, не, викам. Сами инициативно, сами пишуваат тука за молив, прашање. Децата се многу интелигентни. Може интелигентни, за среќа и нека идат напред, тоа е добро. Едината е во младоста. Секако. Затоа и ние се, да не кажам, ставаме на располагање на младите луѓе. Тие ќе бидат наши наследници. За мене поголем успех нема ако обезбедам да од мојата активност направам 2-3 волонтера да бидат понатаму команданти. Вашиот најголем успех ќе биде кога тие ќе бидат успешни. Некако и ќе се зборува за вас, надалеку ќе се слуша. Тоа е и целта. Так. Волонтеризмот нема граници, нема области во која не може да задирне. Затоа зборувам и од хуманитарна аспект. Ние за среќа се понудиме и кога бија немилите насни во диво населје. Так. Нас ни беше одговорено, нема потреба од вас. Моментално си имаме специјални екипи кои треба да го Секако, да. На располагање секогаш да помогнеме во граници на своите можности. Секако.
Ние сепак сме тука и тоа е што е. Дечиња, вие мислам дека не бевте во можност да го проследите овој настан, но искрено се надевам дека ќе покажете интерес доколку во иднина има вакви настани и вие ќе присуствувате. Така ли? Да, се. Само да кажем, кога првпат подаме од училиште да бараме волонтери, еден заменик директор, не сакам да го именувам, вика, што ќе добијат да придобивка тие наши ученици од вашето здружение? Так. Јас во село му реков, слушај, заменице, нешто повеќе него вие што ќе му дадете. Во сала, во Смеска. Зашто? Па ние со нашето раководство успееме да ги одведеме децата во Перинц, на еден ден викенд. Пикник. Тие си понесува своји сенвици, да се здружат, да се сближат, да се видат. Прво не се познават меѓу себе. Основците од Толи Зормис, Киро Бурнас, Магдалена Антева. Децата да се здружија. И се познаваат, сега комуницираат. Дали ги ослободуваат од часовите? Што во оној временски период кога децата се на училишна настава? Дали имате проблеми во тоа многу праш? добро сработка и сега благодарам до директорите. Во секој момент кога ќе кажеме дека има пример, прием кај председателот на Совет. Имаме програма каде треба да одиме во противпожарна, во МВР. Због другите активности, овие, да не кажам, не се заборавени. Според програмата ќе се реализираат до покасно. Бидејќи во пожарна треба да заказаме термин. Ама сега не е време, бидејќи бесниот пожари некаде. И ние со нашето присуство таму ќе го деконцентрираме територијалната производствена единица за целта за која е наменета. Не може сега да ни држат предавања како се гаси, пали пожар кога на терен. Не сакаме да ги оневозможиме. Во МВР исто имаме заказано прием кај како функционира МВР, да не примат децата млади, основци, да не кажам, волонтерци, да видат, средношколците да знаат. Значи имате одлична соработка. Нема. А каква е соработката со родителите на децата? Родителите се прекрасни, што ми им даде подпис и ни ги доверија нам. Тие веруваат во нашите способности и нашата гаранција дека детето треба да се надоградува, не да се пласат од немили настани, не знам. Ние најодговорно се однесуваме и менторите се одговорни. Кога ги проведеме во Перинци, појдеа 2 ментора. И тие ги нагледуваат децата, ние со нив се дружиме. За среќа се седаме и со некои директори. До сега сте немале некој проблем, никаков проблем од никаква смисла, одговорни сте. Само добра соработка. Сега ако некаде не можеме да го достоиме да помогнеме, тоа е па не зависи само од нас. Ние сме тука на располагање што можеме. Децата се прекрасни, бидејќи на секоја акција се одазиваат. Ако не може овие две, има други 20. Така, сега, значи работите со деца од најмала, да кажам, до средна основна возраст. школа, мислам. Так. Постојат различни карактери, значи кај повозрастните, така и кај децата. Како ги смирувате? Дали имало до сега некоја конфликтна ситуација помеѓу дечињата? Големите ги чуваат малите. Еве, за среќа ви кажам, Перинце, од Толи Зормис младо девојче, и вика, че звонко мене ме касна нешто. Одма реагираме со менторот, викам, под надзор се ти биде, да не биде, не дај Боже, алергично на некој убод од некоја инсект. Го оставиме детето, нема се никакво. Кога се вратиме пред бившиот хотел Кристал, застанам, ја сочекав мајката и кажа дека детето имаше убод, дали од оса, пселка, можеби и од некој дрвце. Сега, да. Детето е дете, не смееме да дозволиме да го занемариме и да го ставиме на природата или на некои настрани. Така. Колку и какви функции има во вашето здружение? Па видите, во нашето здружение има председател, секретар. Председател Јусо, јас сум секретар, има потреги, заменик председател. После акцијасиве, ако идеме на траса, се има командант, трасер за работа, заменик командант, заменик трасер, тоа се функции. Ако идеме на акција, зависи од организацијата на акцијаса. Еве, ора не е фора, ако таму има повеќе комисии, ние се оформуваме према нашите можности. Ако имаме новинарка, има новинарски клуб да издава бюлетин, ние ќе се вклучиме. Ако има културно забавен живот, има некои нашите активисти имаат фора да појат, да пеат, да свират инструменти кои има и таму со културно забавен живот да стапуваме. За среќа јас, ора ништо со 7 кога бев, со работа не може да постигнем резултати. Ама на културно забавен живот максимум зедов поени. Пример, босанците со акорд
со работа постигна максимално најдобра бригада со најстар бригадир СДС, а јас од Куманово, од Киров така акцијата беше, Грини се викаше, со најмлад бригадир, со културна замеѓа максимално поени. Така да тука бе равноправни. Тие со физичка активност работа, а ние со културно забавен живот. Така да секој си го најде своето место на тоа. Секако. На тие активности. Кажете ни сега на која акција посебно сте горди? Веќе споменавме дека секоја ваша акција е медиумски добро пропратена. Дали постои некоја која што би можеле да ја издвоите и да кажете токму тогаш во тој момент бевме на вистина од голема корист? Видите, овде во Куманово немаме некои големи акции. Ние не да се закануваме, него се залагаме да направиме Кумановска бригада. Ора Куманово, да локалната самоуправа биде покровител на поголема акција на меѓународно ниво. Зашто? Скопското сдружение може да дојде, Охридското ќе дојде. Ќе повикаме од страна Србија, Црна Гора, Словенија. Ете ни. Ама ако имаме иницијатива и ако имаме поддршка, треба да обезбедиме услови за спиење и јадење. Ако обезбедиме траса, а имаме прекрасен кеј, кој треба можеби да го средиме некад, некогаш. Еве ти акции. Па тоа се работи. Па патот братство единство како го граделе во Југославија. Со тие акции на децата да им јадење, пиење, дружење и работа. Тие се млади. Зошто да се спортува, да се скида килажа по кеја, да трче кога може физички да се активира и да скине килажа, да биде да не оди во тератана, да не плача. Така, ќе биде од користи за себе, пред се, значи, ќе биде почисто местото и посредено и за него и користи за нашиот град. И многу е битно другарувањето, навиките. Така. Еве, млади да не се плашат. Во акцијаската, да не кажам, работа што е станување, тоалети, вама да, постројување, средина химна, мораме да измисли песна, без песма нема на работа се. Од постројување се оди на доручек, одручек, мареда. Во кој период од денот најчесто ги организирате акциите? Како трае тоа? Колку време траат? Во Куманово ли мислите? Така, мислам конкретно за нашиот град. Ние закажуваме пример после 10 часот. Бидејќи сабат и недело, не сакаме граѓаните да ги узнемираваме додека ти одмараат. Секако. Пример, кај Стокомак на Октомвриска правиме акција на иницијатива на еден наш градинин. Вика 5 пати пише во сообщение, никако да излезат моите соградини од становите. Сите одат на викенд, јас садам дрвца, никој не ги сади да ги вади и порасна во некои трави. И ние со Јусов викаме, ние ќе напишеме, ама со поштемили со печат. Сообщение дека Кумановски акцијаци настапуваат на Октомвриска позади Стокомак, зграда А2. Отидеме едно наутро, заставите од Куманово, од нашата невладина организација, македонското знаме, со една труба, посламе, ние 5, уште 5 волонтера, 10, уште 5 станара, 15, ете бригада. 2 сата работиме и од тој треничен университет како цел го завршиме. Го иритираме другиот блок, наспрем нив, да и тие го следат својот зелен простор и сега е прекрасно место. Врзата се видат, нема да се врастати во оваа трева, во овие, да не казам, сушни денови. За среќа и несрени дека дека на паркингот некое животинце, не кажам, змице се појавило во колата, мислим на прагот. Зошто да дозволиме? Се почести случаи. Зошто да дозволиме тоа кога имаме млади луѓе? Прекрасно да ги организираме, да ги малку мотивираме. Ние успеаме во Куманово на некои локации. Треќа МУП, Октомвриска револуција, доле Зеленит и таму ги разбудиме граѓаните. Кога очистиме, даваме алат за нашите бригадири. Верувајте, господин доаѓа, зима крамп, зима коса, грабулја и оде. Викам, Јусуф, овој пријател, од каде го знаеш, што? Па зеде алат, оди, земи го, што? Тој мисли дека јепот ќе дојде дери алат да се чисти околу зграда. А тој мисли во нашата бригада. Јусуф оди, го зеде алатот, вика, колега, ако треба ќе дојдеме тамо, ама не е добро да зимаш алат и да се идеш да се чистиш. Тој сака да се очисти околу себе, околу својот стан. Така, секако. Можеме да направиме уште една музичка пауза и брзо се враќаме во студиото.
Сакам да ти бидам патот кој те води, како сули си згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки ама длабо. Божен случајно забавено и филмски, само рака подај ми и тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе подели чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Yeah. Еве сме повторно назад во студиото, имаме уште малку време, точно за уште неколку прашања. Анастасија, Стефан, кажете ни, дали ќе одите и вие сега на оваа работна акција во Краљево? Да, имаме желби за такви акции. Так, значи ќе присуствувате, веќе е потврдено вашето присуство, имате одобрение од родителите? Да, имаме согласност од родителите и тие не подржуваат. Така, се спремивте? Па да. Очекувате ли Изваден пред... пасош, има документи, има лична Така. карта, тоа е основно да има. Ако нема, не може да се проде преку граница. Лична карта ако не можеме, да извадиме, не можеме да отидеме до Краљево. Уредно е. Так, што очекувате од ова дружење? Мислам дека пред се очекувате добро дружење, нови познатства. Да. Так, Контакти, так. соработка. Да останеме во контакти со некој кој ќе ги запознаеме таму. Так, секако тоа е, мислам, во прв план. Господине Звонко, сега кажете ни за, освен оваа работна акција во Краљево, кои се вашите идни планови? Видите, според програмата се работи, во моментов е Краљево најактуелно овој период, да не кажам од 20-ти, другите останати што ќе останат
председател да има своји лични активности околу своите кудни, да не казам, активности, не може да замине, тој ќе остане на терен тука во Куманово. А акцијаците не се само тие што ќе одида во Кралево. Така, Тоа е една група секако. 20. Другите се тука. Кога има потреба, пред Рековте и дека финансиите пред се не дозволуваат да појдете во поголем број. Подобрува состојбата. Веќе имаме приливни средства од донаторите. Има пуѓа некои пари, со тие пари ние планираме да отидеме горе во Кралево. И некој не ни финансира, не можеме да се спремиме. За бригадири 25 треба да купиме патики, да не кажем работна облека, униформа. Тоа е основно обележие. Па ние како ќе преозуваме? Кој ги покрива тие трошоци? Па ние како невладина организација, али во поддршка на донаторите. Така. Ако ни дадат мајци, лого е напред Хриза Доров и Карпош, позади нека биде неговото лого. Дали веќе имате донатори, спонзори, да Јас кажем се така? надевам дека локалната самоуправа поддржува, имаме ветување и сигурно ќе го исполни тоа. Али и покрај тоа ние од предпријатијата бараме. Зашто? Не е само локалната самоуправа што може да финансира. Ние сме годни што тие ни дозволија простор. Бидејќи Скопското дружение, Охридското ни завидуваат, ви благодариме, ви имате простор кај да се соберете. Така. Скопското дружение функционира во куќа. Така. Или во просторија на еден председател. Што не е баш Вам тоа. кој ви ја обезбеди просторијата? Градоначалникот со одобрение и советот ни одобри на локална самоуправа на општина Куманово. Така. Председателот Димитриевски вети и исполни она што вети. Ние кај градоначалникот кога беше председател не бараме пари, ние бараме услови за работа. Ништо повеќе. Печат, штембил, регистрација имаме, сакаме минимални услови. Што? Една просторија, ако има на располагање, а за среќа има, и треба само да се доработи. Таа просторија беше целата во. За среќа, просиме да го чистиме тој терен, тоа е бивш простор на слога Умидол и голема површина беше. Кога почнеме да го трсиме со коси расно, се појави собствени газда. И му викам, представете сега, зашто чистиме тој терен? Така. И газда вика, просторот само околу зградата е ваш, другото е мој. Изволте, ти нека си го чисти самиот собственик. Така. И тој просто го чистиме, зградата ја префарбаме, оградата не е завршена, али понатаму во некои пригодни прилики од донаторите, да не казам, со мали поправки можеме и оградата ја фарбаме да биде стварно и од надвор. Оградата како ограда санирана. Така. Анастасија, Стефан, дали би сакале како за крај да им порачате нешто на вашите врсници? Да се вклучи сега. Па би им порачале да се вклучат во вакви акции. Доброволни волонтерски тие се. Така, Стефан, тебе најмалку те слушнавме во текот на оваа емисија. Ајде, со некоја порака, поздрави ги гледачите на К3 телевизија и порача им нешто на твоите врсници. Па сите што учествуваат и уште многу да се приклучат во групата Кумановски акцијаши. Имате убаво дружење, Да. патувања, спознавање на нови места, така? Излети во тоа е. Господине Звонко, вашата порака за нашите гледачи. Порака, благодарност до тебе куќа К3, што стави дава идеја, еве, мене ми се јавува што викаме од Паланка, бидејќи емисијата е гледана во овој регион. Така, Куманово, ние сме градот Паланка. регионална, па секако. И добро е, порачувам на сите. Ако е крива Паланка, и во Кратово ќе оформи некоја. Зашто? Така. И таму имам нади, знам дека погледен дел замина некаде, ама имам помодок и таму ќе се оформи. Акцијачето треба и волонтерството да заживее. Благодарност до вас, како тебе куќа, од почет до денес и понатаму мислам дека ти не следите. И станува поканувам наискрено ако може да се договориме и ќе обезбедиме можеби и превоз. Бидејќи имам најава од нашите акцијаци, вика јас се дојдам да видам. Со едно автице ќе дојдете во Краљево на 260 км до неме викенд. Да не видите на терен како се понасаме, како живееме и како работиме. Така, и јас ви благодарам Благодарам што на не гледачите. удостоивте со вашата посета и се надевам дека ќе имаме повторни средби во иднина и уште многу ви посакувам искрено и од срце и од нашата телевизија дека ќе имате многу нови работни акции и дека и бројот на спонзорите, донаторите после оваа емисија искрено ќе се зголеме. Се надевам дека ќе отидеме и ќе се вратиме со некои знанија. Дај Боже да се видиме за добро Така. и порачувам само ударнички напред. Така.
И вие така, драги гледачи, останете со позитивна мисла, со добро расположение и гледајте само напред. Имајте убав ден и пријатно!